Поздрав! Ги поздравам сите љубители на астрологијата и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска ќе зборувам за транзитната Венера која што го транзитира знакот Јарец и тоа од 11. ноември па све до 7. декември ќе биде на гости, што значи ќе го транзитира знакот Јарец. Ова видео ќе откриете главната карактеристика на Венера, која е таа енергија кога Венера ќе го транзитира знакот Јарец и каков однос она ќе воспостави со другите планети. Што може значи да очекуваме во овој период? Венера ја носи символиката на љубовта. Значи, незината главна карактеристика е љубовта. Што значи тоа? Љубовта на прво место кон себе си, љубовта секако кон партнерот, партнерката, љубовта кон вашите деца, кон вашето семејство, љубовта према родителите, љубовта кон све она вие што сакате. И не е само тоа. Преку Венера ќе можеме да откриеме исто така она ја символизира и естетиката. Све она на што ни се допаѓа. Еве да речеме можеме да откриеме како вие се носите преку Венерата. Како изгледате, што е битно за вас. Исто така како е вашиот дом декориран, која декорација употребувате. Се е таа символика на Венера и секако после љубовта имаме една друга тема, а тоа се финансиите. И значи преку Венера ќе можеме да откриеме дали финансиската состојба за вас е многу битна. Како што реков, Венера го транзитира знакот Јарец. Како се чувства Венера кога ќе го транзитира, еве, сега на денешен ден, знакот Јарец? Да кажеме дека не се чувства баш толку пријатно во овој знак. Зашто? Затоа што тоа не е нејзиниот дом. Значи можеме да се замислиме секогаш кога ние сме кај некого на гости, не можеме да се почувствуваме како да сме во својот дом. Така и оваа Венера, секоја планета која што не се наоѓа во својот дом, ќе не може да се чувства, значи ќе не може својот најголем потенцијал да го доживее во тој хороскопски знак. Може вие ја имате вашата Венера во знакот Јарец. Што значи тоа? Која е таа глобална, сега ќе ви дадам една глобална слика, глобална карактеристика на Венера во знакот Јарец. Значи, сите тие личности кои што имаат Венера во знакот Јарец тендираат да имаат партнерски однос кој што им нуди сигурност, кој што им нуди стабилност. Некој партнер што е сериозен, да речеме. Значи, они не ги обожаваат во партнерскиот однос тие игри, флертувања, тоа не може да се воспостави со ниедна Венера, значи со ниедна личност која што има Венера во знакот Јарец. Венера во знакот Јарец, сите тие што имате вие од вас, барате стабилна, конкретна, стабилна врска. Значи, они не ги обожаваат игрите. Еве да ви дадам еден пример. Ајде да земеме, например, Венера во знакот Близнаци. Таа е една сосема друга енергија. Ако може вие имате Венера во знакот Близнаци, значи таа е таа енергија, сите тие личности што ја имаат Венера во знакот Близнаци, ги обожаваат игрите. Што значи тоа? Па, например, да има некој партнерски однос, каде што играта е многу битна. Play the life, што значи, ајде да се шалиме, може би од некоја игра ќе постане некоја љубов, така да речеме.
Меѓутоа, Венера во знакот Јарец не ги обожава тие игри. И знаете, ако познаете некого, дали машки или женски пол, таа личност, ќе нема да воспостави со вас контакт ако вие сакате игра. Затоа што они тоа ќе го почувствуваат и нема да воспостават понатаму контакт со вас. Значи, сите оние што имаат Венера во знакот Јарец, нивниот потенцијал, нивниот најголем, што се вика на мисија е да воспостават контакт или врска или однос кој што е стабилен. Нема зезање. Што значи тоа понатако ако го гледаме? Значи, сите тие што имаат Венера во знакот Јарец и може да си замислат да бидат во еден брак. Брак кој што може да се створи исто така со еден врста на договор. Затоа што нивниот, да речеме, диспозитор, за сите од вас што не знаат што е тоа диспозитор, да речеме, незиниот шеф, како што реков, Венера не се чувствува добро во знакот Јарец, затоа што тоа не е незиниот дом. Значи, она има тука еден друг владар. Некој владее врз овој хороскопски знак, а тоа е Сатурн. И значи Сатурн бара ред. Сатурн става граница. Значи бара организација, значи бара една структура, да речеме, во еден однос. Ако не постои друга структура или стабилност или сериозно нешто, тоа нема шанса за некаков однос. Така да сите вие што имате исто Венера во знакот Јарец, за вас е исто така битно да бидете во некој брак кој што ви дава сигурност, стабилност, па може би ќе сакате да направите некоја врста на договор, за да бидете сигурни во таа брачна заедница. И уште друго е и традицијата. Значи, вие барате во еден однос, исто така и една врста на традиционален брак да се има. Тоа значи тоа. Традиционалноста е многу битна за оваа Венера која што се наоѓа во знакот Јарец. Еве, замислите си еден брак. Што значи тоа традиционален брак? Па мора да се венчаат, мора да бидат заедно, да живеат заедно, да се створи дом, да се створи семејство и така натаму и така. Значи, тоа е таа сигурност, стабилност која што Венера, сите од вас што ја имате, тоа е вашата, таа тенденција каде што вие тендирате на тој начин да го живеете вашиот љубовен однос. Сега да кажеме кои други како се поднесува, да речеме, подобро речено, какви аспекти ќе направи сега Венера. За сите оние од вас што се single boy или lady и сакат да воспостават секако некоја врска и може би сакате некого да запознаете, знаете дека од периодот од 22.11, ајде да речеме од 20.11 па се до 23.11, Венера ќе направи еден супер секстил, значи ќе воспостави добар контакт со својот шеф, значи со својот диспозитор, што значи имате голема шанса некого да запознаете кој што ќе ви ја нуди таа стабилност. Последниот аспект што ќе го направи Венера ќе биде на 4 декември, ќе направи еден секстил со Нептун, исто така кој што се наоѓа во знакот Риба, што значи тоа може да очекувате исто така романтични времиња со некого што сте запознале и може би исто така ќе бидете инспирирани, мотивирани
да бидете отворени кон љубовта на еден креативен начин. Ете, тоа беше само на кратко за оваа транзитната Венера преку знакот Јарец. Значи ве очекуваат доста стабилни времиња и ако и вие сакате нешто повеќе да дознаете за вашата Венера, за читање на вашата натална карта, слободно ќе можете да ме исконтактирате. Сите важни податоци ќе ви ги воспоставам испод ова видео. И се гледаме и се слушаме до скоро. Све најдобро, чао!